Телевизија Алфа редовно се труди да ги следи актуелните случувања на нашата музичка сцена. Па така и овој пат ќе можеме да уживаме во уште еден музички моабет, кој што денеска го правиме со Александар Талески. Аце, здраво и добри дојде после цела една година повторно пред камерата на Телевизија Алфа. Секако, честа е огромна и на моје лично задоволство да бидам повторно твој гостин, повеќе не знам кој пат. Секогаш кога има нешто ново, а овој пат директен повод за ова наше дружење пред камерите е што конечно го песната Жировчанка, која што стана популарна пред цела една година, конечно го доби и својот видеозапис, а токму по тие убави видеозаписи, секогаш поврзани со убави амбиенти, со патриотски ноти, си препознатлив ти и твојата работа. Секако се трудам да бидат моите видеозаписи автентични, како некои прикажани, значи да бидат опишани самото пеење, да биде прикажано како еден вид приказна, како што секој пат кажувам. Овој пат видеото се снимаше, значи, во крајот на твојот татко, поздрав до него, до Чичко Перо. Благодарам. Значи, во Тетовскиот крај, во Тетово се снимаше, во Музеот на културата, во соработка со сопругот на нашата драга пријателка Лени Партикова, со Жарко. Режијата беше негова, учество зема децата од културно-уметничко друштво Шара од Тетово, кои што беа во голем број мала и голема група, кои што несебично издржаа на тоа сонце, цел ден беа со нас, макотрпно работеа за да таа цела приказна испадне како што треба да биде. Така, значи, упорно се држиш до тој и ја продолжуваш таа убава традиција, местата да бидат поврзани со убавините на Македонија. Често пати снимаше во твојот роден крај, при Лепскиот крај, сега еве во Тетовскиот крај и секогаш во твоите видеоизданија музички има убава македонска народна носија, има дел од таа традиција која што мощно, умешно ја вклопуваш во еден современ видеозапис. Текстот за песната Жировчанка патем го имаш напишано ти. Секако и овој текст за оваа песна го имам напишано јас, се роди така едноставно, спонтано. Пред некои си 6 години стоеше во фиока тој текст, но дојде правиот момент и го дочека своето време за да добие и видеозапис, да биде скоцкана, направена со помош на моите драги колеги Джелјо Дестановски, Горан Мирковски од групата Круна, снимана е во неговото студио. Они се главните виновници за аранжманот, музиката на оваа песна и се роди една прекрасна песна, која што требаше да се снима во Реканскиот крај, меѓутоа немавме доволно можности, контакти за да стапиме во контакт со местното население, за да биде снимена таму и да има таа автентична народна носија, така да во следна прилика може ќе има реприза и на овој видеозапис. Не се сомневам дека ќе дојде момент кога и во тој крај ќе снимиш нешто, затоа што не престануваш да работиш целиот живот, без разлика што ти се случува и во какви води запливуваш, музиката и песната некако неизбежно те следат. Се опроба, нели се докаже и во гастрономијата, во угостителството, меѓутоа не можеш да побегнеш од судбината и од музиката. Секако тоа е мојата прва љубов, музиката е моја прва љубов и без музиката едноставно не можам. Во план сум и преговори да снимам некој или нова песна со видеозапис, или пак се двоумам да снимам некој сплет од стари македонски песни, кои што ќе бидат исто така снимени во еден живописен, автентичен, како да кажам, град, со кој што сакам да ја опишам нашата историја, македонската историја на нашите македонци. Тој патриотизам е очигледен и провејува во целата твоја досегашна музичка работа, а твоето животно патешествие многу пати те однесе надвор од границите на нашата земја, меѓутоа секогаш повторно се враќаш на домашно тло. Секако, тука ни се корените и тука треба и да се враќаме. Никогаш не треба да заборави човек каде е роден и каде припаѓа. Подолг период сум тука во Македонија, работам заедно со моите колеги
кога имаме заеднички настап и соработувам со нив со група Круна. Приватни настапи, значи свадби, од затворен тип веселби и секако овој период сум тука уште некој месец, после заминувам повторно за Белгија, па пак ќе се вратам додека го завршам тоа што ми е во мислата. Одлично, мене ми беше задоволство што имавме можност и овој пат да кажеме за она што е ново во твојата музичка работа, да се видиме и да зборуваме за убави нешта. Се надевам дека и во иднина ќе бидеш активен како и досега, а ние ќе бидеме тука и понатаму да те следиме. Секако, повторно ќе кажам, задоволство и огромна чест ми е што сум твој гостин и што секогаш слободно можам да се обратам за презентација на тоа што го работам и секогаш од твоја страна и од вашата телевизија Алфа, која што секогаш излегува во пресрет на музичарите од Македонија или естрадни уметници. Огромна благодарност и благодарам уште еднаш за поканата. Голем поздрав до сите ваши гледачи. Не престанувам тука, продолжувам. Ви благодарам уште еднаш. Аце, фала ти и на тебе, а ние со големо задоволство ги следиме сите овие активности твои на твоите колеги, затоа што македонската музика секогаш ја имала и секогаш безрезервно ќе има поддршката на телевизија Алфа. Фала ти уште еднаш. Ајде дејко руба преоблечи, цела река ноќва нека ечи, душа моја да ми се весели, невеста вечер куќа ми се всели. Ајде дејко руба преоблечи, цела река ноќва нека ечи, душа моја да ми се весели, невеста вечер куќа ми се всели. Жировчанка, Жировчанка, Требишанка, Илгоранка, невеста јас се ја земам, ова лето свадба јас се спремам. Жировчанка, Жировчанка, Требишанка, Илгоранка,